Добра вечер. Дневник на КТВ, понеделник 22 декември 2025. Регулаторната комисија за домување имаше работна средба во Кавадарци. Беа презентирани новините и обврските кои произлегуваат од Законот за изменување и дополнување на Законот за домување. Регулаторната комисија за домување на Република Македонија денеска во Кавадарци одржа работна средба со луѓето од цела Македонија кои стопанисуваат и ги одржуваат објектите за домување. Целта на оваа средба беше запознавање со новините и обврските кои произлегуваат од Законот за изменување и дополнување на Законот за домување. Со овој закон всушност се уредуваат видови на објектите за домување, управување со стамбените згради, односите меѓу сопствениците на посебните делови и трети лица, заедницата на сопствениците, евиденцијата на становите, закупничките односи во домувањето, начинот на управување и одржување на објектите, правата и обврските на Републиката и општините во домувањето, инспекцијскиот и управниот надзор и други прашања од областа на домувањето. На средбата поздравен говор имаше Зоран Маџовски, председател на Регулаторната комисија за домување, а презентацијата ја одржа Јасмина Петреска, раководител на секторот за општи и нормативно правни работи. На сметката на Општина Росоман од страна на владата за штети од мраз 2025 и штети од град 2024 година се префрлени средства во износ од 24.125.370 денари, односно 392.282 евра. Овие средства се наменети за обештетување на земјоделците кои претрпеа штети. По целосна обработка и комплетирање на документацијата, средствата ќе бидат исплатени на оштетените земјоделци во најкраток можен рок, информира денеска од локалната самоуправа Росоман. Продолжува реализацијата на новогодишната програма на Општина Кавадарци под мотото "Заедно празнуваме, заедно се радуваме". Смеа и детски джагор се слушаше и од сите клонови на детската градинка Рада Поцева. Дедо Мраз и детски јунаци им делеа новогодишни пакетчиња, а сето тоа беше зачинато со добра забава. Министерот за економија Бесар Дурмиши денеска изјави дека немало оправданост за интервентно покачување на минималната плата пред мартовското усогласување. Според нашите индикатори, во вакви економски услови нема оправданост за интервентно зголемување на минималната плата пред редовното усогласување во март, кое е јасно утврдено со закон и кое би било помеѓу 1500 до 2000 денари. Поточно ќе знаеме после нова година, каде што ќе ги имаме сите податоци и пресметките ќе го покажуваат точно колку ќе биде минималната плата, односно во месец март, кога ќе биде хармонизирана. Висината на минималната плата се пресметува по транспарентна формула. 50% од растот на просечната плата и 50% од растот на трошоците за живот. Со гаранција дека таа не може да биде пониска од 57% од просечната нето плата. Тоа е механизам договорен токму во рамки на Економски социјален совет и усогласен со европските практики. Тоа покажува дека и синдикатите, и работодавачите, и владата заедно се усогласија за ова формула. Нагло и непланирано зголемување, без поврзаност со продуктивноста и реалните економски капацитети, би создало дополнителен притисок врз малите и средните предпријатија и ризик за работните места, кои се нашите двигатели на економијата. Нашата цел е минималната плата да расте постепено, одржливо и предвидливо, со што ќе се обезбеди сигурност и за работниците и за економијата. Социјалниот диалог продолжува и Економски социјален совет останува клучна платформа за усогласување на ставовите во интерес на граѓаните и стабилниот економски развој. Со
Сојузот на синдикати на Македонија со порака работниците ќе ја дочекаат новата година со најниски плати во регионот. Денеска настапивме аргументирано, ги побивме сите досегашни тези на работодавачите, како и на представниците на владата. Меѓутоа, тие аргументи за нив не беа доволни. Анкетата која спроведе ССМ од 1600 испитаници исто така не беше репрезентативен примерок. Тоа што се отвараат повеќе компании од тоа што се затвараат со растот на минималната плата не е доволно. Тоа што се зголемува бројот на вработени, наспроти тоа се намалува бројот на невработени, исто така не е доволно. Тоа што Македонија има најниска минимална и најниска просечна плата, односно ако има дно, многу пати кажуваме сме под дното, и тоа не е доволно. Тоа што можевме да го видиме е дека во моментот, иако има голема желба кај сите, нема расположение за зголемување на минималната плата вонредно од 1 јануари. Од 1 јануари, како што знаете, 500 евра минимална плата во Албанија, 430 па од јуни 500 евра во Косово, 550 евра во Србија. Да не зборуваме за Босна и Херцеговина, тие се веќе далеку. Минималната плата таму ќе биде колку просечната плата во Македонија, исто така и тоа не се доволни аргументи за нашите социјални партнери. Денеска бевме двајца представници од ССМ, од 12 колку што број економско-социјалниот совет за зголемување на работничките плати, за враќање на колективното договарање за начинот на утврдување на работничките плати, додека нашите колеги од другиот синдикат беа дека моментално треба само да се почитуваат законите и како снаат работниците нека се снаоѓаат и нека преживуваат во наредниот период. Загрижени сме од ваквата состојба, да бидам искрен, загрижени се и работниците. Нова година ќе ја дочекаат како најсиромашни на Балканот и најсиромашни во Европа. Ако тоа е честитката која сакаат да упатат од денешната седница сите учесници на седницата на економско-социјалниот совет, тогаш ќе бидеме принудени и ние да честитаме нова година на друг начин. Министерството за внатрешни работи со апел до граѓаните за време на празниците да не возат под дејство на алкохол, да не употребуваат пиротехнички средства и да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Министерството за внатрешни работи апелира до сите учесници во сообраќајот во услови на намалена видливост да бидат крајно внимателни при управување со возило. Воедно апелираме до граѓаните во овој период на предновогодишни забави и семејни веселби да не седнуваат зад воланот доколку претходно конзумирале алкохол. На територија на сектор за внатрешни работи Скопје во периодот од 15 до 20 декември оваа година констатирани се 53 сообраќајни незгоди. Сообраќајните контроли продолжуваат со засилен интензитет. Апелираме до сите учесници во патниот сообраќај да бидат внимателни и во целост да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, задолжително да поседуваат зимска опрема и да не седнуваат зад воланот доколку претходно конзумирале алкохол. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат законските прописи и да соработуваат со полицијата. Сите нарушувања на јавниот ред и мир да ги пријават во најблиската полициска станица или на телефонските броеви 192 или 112. Активностите на Министерството за внатрешни работи во борбата против пиротехниката се континуирани со засилена динамика пред и околу празниците, имајќи го предвид сезонскиот предзнак на пиротехниката, се со цел да ја зголемиме свесност така и младите, но и кај нивните родители, укажувајќи дека петардите не се играчка, туку опасни средства кои можат да нанесат ненадоместливи и трајни последици по здравието на младите. Антикорупцијскиот тим ви дише во врат. Ке ја ослободиме Македонија од вашиот криминал, порачаа на денешната пресконференција од опозиционата СДСМ. По изгласувањето на резолуцијата, со која наводно се брани власта од дезинформации, всушност се забранува вистината и слободата на говорот. Вакви работи правил Хитлер во времето на Третиот рајх. Темата мигранти за пари очигледно многу ги боли. Измислуваат кривични пријави, па дури се закануваат и со апсења по изгласувањето на резолуцијата. Бидејќи на сите во Македонија им е јасно дека постои таен договор, една непристојна понуда за мигранти што ветува пари, за да можат да продолжат со тендери како што се
161 тендер. 161, само да почнете да броите до 161. Во вредност од 5,3 милиони евра, доделени на фирма во врска со Томовски, со неговиот телефонски број, неговиот татко и така натаму, на крај да завршат со исплата за донации во ВМРО ДПМН. 9 милиони евра за друга фирма со 2 вработени лица, формирана лани. Трета фирма со милиони евра тендери за само 2 месеци, поврзана веројатно со студенти на Мицковски. Алта банка и врските со СНС и Вучич, кои ги има ВМРО ДПМН. Верувајте ми, ова е само почеток на откривањето на сите криминално-корупцијски шеми и афери на ДПМН. Покрај сите податоци до кои дојде акт, нашата платформа Мицко МК секојдневно прибира нови информации. Граѓаните ни се приклучија во оваа борба против корупцијата и криминалот. Каде завршили испраните 2 милиони евра од ЕСМ во Мала Речица или Бихачка? Праша на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН пратеникот Бране Петрушевски. Кадрите на СДС и ДУИ во ЕСМ снабдување со топлина, фатени во криминал тежок неколку милиони евра. СДС и ДУИ се однесуваа кон институциите како да се нивна приватна фирма. Тендер вреден 8 милиони евра завршил во фирма договорена од Бујар Дардишта, кадар на ДУИ, а именуван од СДС. Откако го договориле тендерот, потоа директорот, заедно со уште 32 лица, испрале 2 милиони евра, пари на граѓаните. Дека во ЕСМ снабдување со топлина се правило што сакале СДС и ДУИ, ја подсетуваме јавноста дека во надзорниот одбор беше и керката на тогашниот претседател на Собранието, Талат Џафери. СДС и ДУИ да не молчат, туку да одговорат каде завршиле овие испрани 2 милиони евра. Дали лица од тогашниот врв на СДС и ДУИ имаат вмешано прсти во случајот? Дали парите завршиле на Мала Речица или во Бихачка? И зошто и СДС и ДУИ молчат и не се оградуваат од случајот? Јавноста заслужува одговори, а јавното обвинителство да си ја врши работата независно и одговорно. Поради корупција на власта, Европската комисија ја суспендирала ИПАРД 3 програмата, обвини на денешната пресконференција Јована Тренчевска, подпредседателка на СДСМ. Европската комисија ги суспендирала сите исплати за ИПАРД 3 програмата поради корупцијскиот скандал каде приведен е директорот на платежната агенција, кадар на ДПМН. Изолација од Европската Унија. 10 дена власта молчи за оваа одлука. Европа реагира и испраќа јасна порака дека корупцијата на ДПМН не се толерира, одговорност мора да има. Ова е најголемиот скандал со европски пари во Македонија, загрозени се 130 милиони евра од ИПАРД 3 пари за земјоделците. Сега истрагата мора да оди до крај и мора да ги опфати сите инволвирани, не само приведениот директор. Да ги даде одговорите и за најблискиот круг на премиерот Мицковски. Еве зошто. Директорот на агенцијата, Илија Стоилев, е близок соработник на Игор Микев, познат како Панкерот, кој е во кумска врска со премиерот Христијан Мицковски. Неговата сопруга пак е вработена во агенцијата на позиција одговорна за исплатата на парите од ИПАРД. Значи и Трипуновски и Мицковски треба да одговараат за овој криминал и за штетата што ќе ја претрпат земјоделците. Почитувани граѓани, кога СДСМ ја разобличи оваа коруптивна шема, Мицковски и ВМРО ДПМН се обидоа да дефокусираат од скандалот, ја пуштија во погон фабрика за лаги. Ги обвинуваа СДСМ, председателот Филипче, Заев, кој 5 години е во политичка пензија, Николовски, луѓе кои немат никаква врска со овој случај. Денес,
кога фактите излегоа на виделина. На сите им е јасно. Дезинформациите и лагите служеа за дефокусирање и прикривање на сопствената корупција. Ова е потврда на она што СДСМ цело време го говори. На ДПМН не им се важни граѓаните, важни им се наместените милионски тендери. 161 тендер вреден 5,3 милиони евра. 9 милиони евра за фирма со 2 вработени, тоа е приоритет на ДПМН. Затоа им е потребна изолација и затоа сакат да ги контролираат судството со наводни реформи. Бараме брза, темелна и целосна истрага. Затоа ја повикавме главната европска обвинителка Лаура Ковеши да дојде во Македонија. Немаме доверба во институции под притисок на власта, кои го штитат криминалот наместо правото и јавниот интерес. Нема да дозволиме да се играт со судбината на граѓаните. Одговорност ке има, работата не е завршена. Новите лица на Филипче се лошо минато на СДС и ЗАЕВ, сметаат од владеачката ВМРО ДПМН. Филип Андов Сокол, поранешен советник на Зоран Заев и поранешен директор на затворот во Шутка, и Агрон Демири, коносител во 6-та изборна единица на последните парламентарни избори, се новите лица на СДС и Филипче. Филип Андов, човек со кривична пријава и активен судски случај, е дел од раководството на Филипче. Познат по тоа што затворот во Шутка го претвори во хотел Промаја, затворениците повеќе седеа надвор отколку внатре во затворот. Оние пак што беа внатре имале навистина големи поволности. Андов дотолку се грижал за своите затвореници што дозволувал дури службени возила и службени лица да ги расчетуваат низ државата. Едноставно кажано си го приватизирал затворот и си наплаќал услуги. СДС наместо оградување и исклучување од партијата го наградија со раководна функција. Дали може би работел по насока и директива на поранешни челници на СДС, останува да дознаеме. Од друга страна пак го имаме Агрон Демири, исто така досегашен член на Централниот одбор на СДС. Коносител на минатите избори во изборна единица 6 не успеа да влезе како втор на листата. Агрон Демири е горд пријател на Зоран Заев и Венко Филипче. Тој никогаш не ја крил неговата наклонетост кон овие двајца. За таа цел, во 2021 година, Агрон Демири како председател на студентскиот парламент од Универзитетот на Југоисточна Европа од Тетово, му доделил плакета на Зоран Заев за заложбите што ги правел кон младите. А ние добро ги паметиме неговите заложби со оглед на тоа дека младите беа омаловажени и поценети во негово време. Но дали оваа наклонетост и плакета кон Зоран Заев го пласираше Демири во врвот на СДС? До толку ли нема други заслужни, па мора тој да биде награден? Несуден пратеник и анонимус во политиката. Почитувани граѓани, дали овие ликови се новите лица на СДС? Секако дека не се. Овие лица се само луѓе кои што се послушни кон Зоран Заев, а го држат Венко Филипче на функција. Дали овие лица се горди на аболицираниот криминалец Зоран Заев и ќе продолжат по неговите криминални и коруптивни чекори? СДС оди во стечај. Дневникот го продолжуваме со информации од спортот. За крај на кошаркарската година Тиквеш Голден Игла загуби, а Пробаскет победи. Кавадарчани беа декласирани од актуелниот лидер ТФТ со 89-58, а Пробаскет ја доби Тиквешката пресметка со Спорттим Неготино со 84-63. Со средбите од 11-тото коло во машката кошаркарска Суперлига заврши првиот дел предвиден за оваа календарска година. Во последниот надпревар за оваа година, кошаркарите на Тиквеш Голден Игл буквално беа резултатски посрамотени на тешкото гостување кај актуелниот лидер на табелата, екипата на ТФТ, бидејќи беа декласирани со резултат
89-58. Ангели на домашен терен убедливо беа поразени од маđари со 77-111. Гостивар не можеше да парира на гостувањето кај Феникс и загуби со 77-56. Пелистер во Битола беше непријатно изненаден од Кожув, кој славеше со 76-83, а Куманово го искористи домашниот терен во дуелот со Работнички и победи со 82-77. МЗТ, според очекувањата, лесно го совлада Чаир со 76-48. ТФТ е лидер со 21 бод, само еден повеќе од второпласираниот МЗТ, а Тиквеш Голден Игл е 10 од 12 екипи со 14 бодови. Сезоната во машката кошаркарска Суперлига продолжува на 10 јануари следната година. И девојките го одиграа последното 9-то коло во оваа година. Во салата Јаспин, во Тиквешката пресметка, Пробаскет очекувано лесно го совлада Спортим од Неготино со 84-63. Во дербито на колото, Бадел не можеше да му парира на актуелниот шампион Баскет Кам и загуби со 64-81. Вардар немаше милост против екипата на Патриот и го декласираше со резултат 136-35, а Крива Паланка како апсолутен фаворит го совлада МЗТ со 83-48. На табелата водат Крива Паланка, Вардар и Баскет Кам со идентичен скор од 17 бодови, а Пробаскет е одличен четврти со 3 бода помалку од лидерите. Исто како и кај мажите и девојките ќе ја продолжат сезоната на 10 јануари 2026 година. Заврши ракометната сезона за оваа 2025 година. Кавадарчани во преостанатите 4 кола од регуларниот дел ќе се борат за место во плейофот. Ракометарите ги завршија обврските за оваа календарска година. Во рамките на последното 18-то коло за оваа 2025 година, Вардар лесно славеше на гостувањето кај Прилеп со 25-31. Бутел не можеше да му се спротивстави на Алкалоид и загуби на домашен терен со 28-33. Во Битола, шампионот Пелистер со многу поквалитетна игра во вториот дел го совлада Тиквеш со 29-21. Во надпревар за бегство до дното, Куманово ја совлада Струга со 32-19. Охрид ја оправда фаворитската улога на гостувањето кај Радовиш и славеше со 14-37, и во борбата за позициите кои водат во плейофот, Еврофарм Пелистер 2 го совлада тимот на Пролет со 32-25. На табелата Вардар е прв со 34 бода, 4 повеќе од вториот Еврофарм Пелистер, а 5 повеќе од Охрид и Алкалоид. ГРК Тиквеш е шести со 18 бодови, колку што има и петтиот Бутел. Сезоната во машката ракометна Суперлига продолжува на 7 февруари 2026 година. Под влијание на влажни воздушни бранови, од утре кон крајот на денот и во следните 2 дена ќе има повремени локални врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат пообилни над 25 литри на метар квадратен за 24 часа. На планините врнежите ќе бидат од снег, при што ќе се формира снежна покривка од 5 до 10 сантиметри. Поради спуштање на постуден воздух од север, врнежите ќе преминуваат во снег и на некои од повисоките места. Од петок пак ќе има стабилизирање на времето. Со временската прогноза го завршуваме дневникот. Ви посакувам пријатна вечер.